Текстилна фабрика од Кочани по интервенција на Хелсиншкиот комитет за човекови права е казнета од страна на трудовата инспекција. Газдата од Кочани го прекрашил законот откако работниците ги натерал да работат за време на државен празник, но за работата им платил обична, а не празнична дневница. Споменатиот работодавач навремено го известил државниот инспекторат дека одлучил неработниот ден и воедно државен празник да биде работен ден. На тој ден 63 работнички го евидентирале своето присуство на работното место. Работодавачот извршил пресметка и уплата на надоместок на плата за поминати работни часови во ден на неделен одмор, но не извршил пресметка и уплата на надоместок на плата за работа во денови на празници и на работни денови, што е спротивно на Законот за работни односи и општиот колективен договор за приватен сектор од областа на стопанството. Ова е прв пат во источниот регион Хелсиншкиот комитет за човекови права да интервенира во одбрана на работничките, но и човековите права во текстилна фабрика. Работата на празници и неисплаќањето на празнична дневница е едно од најчесто прекрашуваните работнички права на текстилните работници. Токму и поради ова, се погласни се барањата за формирање на синдикат кој ќе се залага за правата на овие работници. Потребата од прв надворешен граѓански синдикат за работниците, составен од работниците, а не како досега од самите работодавачи. Инаку, според Законот за работни односи за време на празник се исплаќа за 50% повисока дневница од нормалната.